Вести на Канал 8. Добар ден. Површините со зимзелена шума кои се оштетени од боров четник се намалени. Единствена причина за тоа е што се проретчиле дрвјата што ги напаѓа гасеницата, која во изминативе години остави пустош врз повеќе годишните насади. Состојбата со боровиот четник во општина Кочани и понатаму е на загрижувачко ниво, иако од доставената информација од јавното претпријатие Македонски шуми, таа само површно се опишува со констатација дека има известно подобрување. Во дописот што е испратен до Советот на општина Кочани, кој треба да расправа за проблемот околу заштитата на шумите, стои дека нападите од гасеницата на боровиот четник е на површина од околу 800 хектари, односно помалку од минатата година. Причина за тоа е што секоја година се вршело проретчување на дрвјата за околу 50 на хектари. Со нивното сечење и отстранување директно се влијаело врз заштитата и спречување на натамошното ширење, односно се уништувале новите легла на боровиот четник. За овој проблем редовно се дискутира во изминатите години на седниците на Советот, а преземените мерки се со слаб ефект. Слично беше и на последната седница, на која беше искажано мислење дека ефектите од преземените мерки се недоволни. За боровиот четник на повеќекратни барања од Советот, со консензус од сите политички партии што ги имаме овде, нема никаков позитивен одговор. Кусата информација што и минатата година беше доставена до Советот на општина Кочани наиде на реагирање кај советниците, кои тогаш оценија дека поради неколкуте реченици таа ни не требало да се разгледува. Тогаш беше речено дека треба да се изврши притисок кон сите државни институции и инволвирани фактори, за да се преземат посериозни мерки за прскање. Дописот, што сега е доставен до Советот за седницата што треба да се одржи в петок, повторно е краток и само ги констатира состојбите без да нуди дополнителни објаснувања. Во него не е наведено дали залагањата за лобирање кај државните органи за да се преземат посериозни мерки за заштита дале некакви резултати. Штафетата на младоста, некогашниот символ на денот на младите и на роденденот на Јосип Броз Тито, по 6-ти пат беше пронесена низ улиците на Кочани. Почитувачите на ликот и делото на некогашниот претседател на СФРЈ по повод 25 мај приредија прослава во центарот на градот. Членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито од Кочани по 6-ти пат го одбележаа 25 мај денот на младоста и роденденот на нивниот патрон. Негувањето на спомените од минатото се поврзани според нив со еден од најубавите денови во мај, кога младината од целата поранешна заедничка држава го славеше роденденот на Тито. И годинава одбележувањето започна од седиштето на Сдруженијето кај градскиот пазар, од каде тргне колоната возила со знамиња, фотографии и други обележја на поранешната заедничка држава Југославија. Колоната ја придружуваа млади кои символично ја носеа рачно изработената штафета, символот на празникот. Потоа продефилираа низ Кочани и населените места и се собраа на заедничка свеченост во трговскиот центар. Можам да изразам огромно задоволство што оваа година и сами можете да видите дека не има во најголем број досега. Тоа е доказ дека можеби полека ќе почнеме да се враќаме на оние идеали кои што не водеа во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и под раководство на нашиот председател, маршалот на Југославија Јосип Броз Тито. Интерес за прославата на 25 мај во Кочани имаше дури и од колеги новинари од Јапонија, кои подготвената репортажа ќе ја емитуваат на јапонските телевизиски канали. По втор пат сум во Македонија, известувам за случувањата во поранешните југословенски републики и во земјите од Источна Европа. Слушнав дека луѓето со носталгија се сеќаваат на убавите времиња кога живееле во Југославија, па затоа дојдов овде да видам зошто е тоа така и повеќе да дознам за вашата историја. Планирам снименото да се емитува на телевизија во Јапонија, но се уште истражувам и го комплетирам материјалот. Звуците на југословенската химна и други песни поврзани со постојањето на поранешната заедничка држава одекнаа на платото во трговскиот центар. На свеченоста што се одржа, најмладите членови на Титовото здружение ја донесоа штафетата на младоста. Иако не сум роден во Југославија, сакам да остане во сеќавање на идните генерации таа држава, затоа што за да соедините три
луѓе од три вери, значи во Југославија живееле муслимани, католици и христијани, треба да бидете многу голем човек. Прославата на Денот на младост и роденденот на Тито, членовите на Сдруженијето во Кочани ја продолжија со традиционална заедничка веселба и ручек во местноста кај Дабот во близина на селото Бели. Кочанци имаат проблем со нередовно читање на водомерите и со вклучување на новиот систем за плаќање на паркинг просторот во Кочани преку SMS пораки. Во ресторанот Аледар беше презентирана националната студија во рамки на проектот за јакнување на организираноста на потрошувачите и подобри комунални услуги во Југоисточна Европа. Организатор на активноста беше Организацијата на потрошувачи Кочани. Организацијата на потрошувачи на Македонија и локалната организација во Кочани организираа промоција на национална студија во рамки на проектот за јакнување на организациите на потрошувачите за подобри комунални услуги во Југоисточна Европа. Станува збор за презентација на националната студија како извадок од регионалната, изработена во склоп на проектот со поддршка од ГИС за зајакнување на положбата на Сдруженијата на потрошувачите, кои што ги представуваат потрошувачите и се залагаат за остварување на нивните права. Организацијата на потрошувачи е партнер во проектот и учествуваше во изготвување на регионалната студија. Целта на студијата е да се подобри услугата на давање на комуналните услуги во земјите од Југоисточна Европа, за потрошувачите да бидат сигурни дека комуналната услуга ќе ја добиваат континуирано без проблеми и дека нивните права се почитувани од страна на давателот на комуналната услуга. Кочанци имаат најголем проблем со нередовно читање на водомерите и со вклучување на новиот систем за плаќање за паркинг простор преку SMS порака. Нередовно стари водомери, при промената на водомерите има некои проблеми во смисла на читање на последната сметка и калкулирање на разлика која што се јава помеѓу стариот водомер и новиот водомер. После тоа, стари за останати сметки од пред 10 години, нерешени имотни односи, па водомерот се води на едно име, во куќата сега живее друго лице и многу такви некои проблеми кои што се почесто се среќаваат граѓаните. За Кочани, најчесто е со водата, сега паркингот стабува, не сум точно сигурен во која фаза е, но исто така во фокус групата тоа го дознавме дека има доста проблеми, малце нејасноти околу така кога започна функционира системот. На презентацијата во Кочани присуствуваа представници на јавни институции и државни и комунални инспектори. Започна 52-то издание на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија, чиј домакин по 40 пат е Кочани. На фестивалот, кој цели 5 децении обстојува во Македонија, се прикажани повеќе од 700 театарски представи и настапиле повеќе од 8000 актери, режисери, сценографи, костимографи и тон мајстори, а печат оставиле врвни театарски уметнички имиња. Во Центарот за култура Бели Мугри и официјално беше отворено 52-то издание на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија. Според традицијата, домакин е Кочани по 40 пат. Годинава учествуваат театри од Македонија, Србија, Црна Гора и Словенија. Присутните на отворањето ги поздрави извршниот директор на Драмскиот аматерски фестивал Благој Пенов, кој добро го објасни она што се случуваше во претходните 40 години во Кочани. Годинава Драмскиот аматерски фестивал на Македонија Кочани 2016 одбележува несекојдневен датум за културната историја на Македонија, но и за нашиот град. Кочани 40 лета фестивалски град 1977-2016. Фестивалот за отворен го прогласи градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски. Статистиката вели дека на ДАФ се прикажани повеќе од 700 театарски представи. Настапиле повеќе од 8000 актери аматери, режисери, сценографи, костимографи и тонмајстори или во просек годишно на фестивалската сцена во Кочани на публиката и биле прикажувани 15 сценски остварувања. Во 2004 година фестивалот добива меѓународен карактер, кога Кочани ги отвори вратите за многу театарски ансамбли од странство. На првиот фестивалски ден настапија гостите од Словенија.
Членовите на друштвото Стична, Дрзне ин Лепи од Ивинчна Горица ја одиграа представата Хамлет од Шекспир, за која преводот го направи Отон Жупанчик. Режијата е на Трајче Ѓорѓиев. По нив настапи аматерскиот театар на Кочанскиот центар за култура Бели Могри. Младите актери Тодори Марија Ѓорѓиеви и Александар Арсов се представија со просидба од Антон Павловиќ Чехов, со режија повторно на Трајче Ѓорѓиев. Гледајќи од искуството од одржувањето на драмскиот аматерски фестивал во Кочани во изминати веќе 30 години, фестивалот не може да се пофали со бројна публика, кога и на самото отворање немаше голем број гости што сакаа да го проследат настанот и представите. 6 награди освоија учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев на образовното рандеву Масум. Голем успех покажа и на државниот надпревар по англиски јазик Spelling Bee. Учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев учествуваа на образовното рандеву Масум. Се напреваруваа во повеќе категории и освоија 6 награди. Училиштето беше едно од најуспешните училишта од оние што се напреваруваа. На надпреварот Масум оваа година, кој што се одржа во Средното општинско училиште Михајло Пупин во Скопје, нашето училиште се представи со надпреварувачи во сите категории, при што забележавме исклучителни резултати, освојувајќи дури 6 награди, од кои 2 први места, 2 втори и 2 трети места, со што бевме едно од најуспешните училишта кои што настапи на ова новогодишното образовно рандеву. Сакам да искажам благодарност до сите членови на Авангарда кои што доста сериозно се подготвуваа за надпреварот, како и голема благодарност за поддршката на моите колеги кои што се нафатија да бидат ментори во одредени категории. И ова година го освои првото место во категоријата најдобар постер, заедно со мојот ментор професор Игор Голубов во конкуренција од 37 школи. Заедно со мојот соученик Дарко Стоименов учествувавме во категоријата најдобар тим во Серва и го освоивме третото место. Во категоријата јавно говорење, учениците подготвија говор заедно со менторот професорката по македонски јазик Александра Филипова. Темата беше од секојдневието, а учениците зборуваа за иселеништвото во Македонија. Во категоријата најдобра драма под менторство на професор Ивица Богатинов, учениците се представија со комедијата Чај шукарие. Како и минатата година, така и ова учествува во образовното рандеву Масум во 2 категории, најдобра драмска представа и во јавно говорење. Во јавно говорење освоив трето место, а во драмска представа второ место и сум презадоволна. Во категоријата интервју за работа на надпреварот Масум оваа година учествува втор пат поред. Минатата година го освоив првото место, додека оваа година го зедо второто место под менторство на училишниот психолог Јасминка Крстова. Целта на надпреварот беше нашето жири да ги оцени нашите комуникативни способности и тоа колку ние сме спремни да го поседуваме работното место за кое што претходно имаме аплицирано. Сите училишта што се дел од надпреварот Масум учествуваа и во категоријата најдобар штанд, во која што Кочанското средно училиште годинава го зеде првото место. На штандот беа изложени сите изработки на учениците од трите струки, под менторство на училишниот педагог Елизабета Минова. Учениците учествуваа и на државниот надпревар по англиски јазик Spelling Bee. На државниот надпревар го освоив второто место. Учествувавме заедно со моите соученици Дејан Полнов и Ивана Тодороска. И ние доста напорно се подготвувавме за овој надпревар под менторство на професорката Кристина Јанева. Во текот на утрешниот ден ќе се реализира и активноста за меѓуетничка интеграција во образованието, каде што група ученици и професори од ова училиште ќе заминат во Радовиш, каде што ќе се реализира заедничка средба со средното училиште од овој град. Во салата на основното училиште Никола Карев се одржа општинскиот надпревар по прва помош во организација на Црвениот крст на Република Македонија, општинска организација Кочани. Учениците кои што се напреваруваа ги покажаа стекнатите знаења и техники за укажување прва помош. Општински надпревар по прва помош се одржа во салата на основното училиште Никола Карев. Учествуваа 9 екипи од основните и средните училишта на територијата што ја покрива општинската организација на Црвениот крст Кочани и ги покажуваа своите знаења и вештини во укажувањето на техники на давање на прва помош. Надпреварот се состои во 2 дела. Едниот дел е надпреварувачи, каде што се прикажува техники на давање на прва помош, а вториот дел е забавен карактер, каде што самите учесници имаат можност да играат и да се забавуваат.
Темата на нашиот надпревар денес е земјотрес, па затоа имаме и повреди кои што би настанале при ваква незгода. Тоа се како скршеници, посекотини, удар од електрична енергија и слично. За шминките, односно за реално прикажување на повредите се погриживме јас и другиот шминкер, а за драмскиот ефект се погрижија нашите манекени. И оваа година на општинскиот надпревар се применуваа критериуми и стандарди што се спроведуваат при одржување на европските надпревари по прва помош. Ваквите надпревари се од особена важност, бидејќи правилното укажување прва помош значи спасување човечки живот. Извиднички камп се одржа изминатите денови во Свети Николе, на кој покрај младите од неколку градови во Македонија учествуваа и ученици од Кочани. Тие има обука за ориентација и преживување во природа, а носител на активностите беше Сојузот на извидници на Македонија. 5 дена траеше едукацијата на младите извидници од Кочани во периодот од 20 до 24 мај во извидничкиот дом во селото Орел, Свети Николско, се одржа извиднички екокамп на кој учествуваа околу 60 извидници. Од нив половината од Кочани, а останатите од Скопје, Делчево, Штип, Свети Николе. Имаше представници од Соединетите Американски држави и Франција. Кочанската екипа беше составена од 25 ученици од основните училишта Никола Карев, Раде Кратовчи и Малина Попиванова, предводена од наставниците Сашко Стефановски, Благој Петров и Драги Рашков. Сите 5 денови беа исполнети со интересни и атрактивни содржини, водени од стручни и искусни лица. Со работилницата од областа на екологијата, учениците се поттикнаа на размислување во врска со екобалансот и правилното користење на природните ресурси, додека биолозите со своите работилници пак помогнаа да се разбере значењето на биодиверзитетот, а исто така и практично им покажа на децата како се поставуваат стапици за животни и како се конзервираат истите за научни цели. Од тактичкиот дел посебно внимание привлече ракувањето со лак и стрела и пронаоѓањето на скриени предмети со помош на азимут одреден со компас. Во стекнувањето на работни навики и искуства, учениците имаа можност сами да конструираат и да изработат содржини за извиднички логор, како што се маси, клупи, корпи за отпадоци и информативни табли. Секако не изостана и планинарењето, па затоа беше организирана и кратка тура до блиското Вештачко езеро. Целата организација на кампот и финансиски и логистички беше на Сојузот на извидници на Македонија, кој покажаа висок степен на професионалност. Следниот камп е закажан за во Охрид во текот на летните месеци. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.